Признаа дека затаила данок, па судот денеска ја казни со 2 години условен затвор. Експресно стигне и пресудата. Александар Чапаровски доби условна казна од 1 година. Докторот се изјаснил за виновен. Вестите дека новинарката Ивона Талевска обвинета за даночно затајување и екс-директорот на клиниката за неврохирургија Александар Чапаровски обвинет за подкуп поминаа со условни казни, предизвикаа бурни реакции во јавноста. Пораката која што се праќа во јавноста е дека вреди. На крајот на денот вреди да се направат такви кривични дела. Во случајот со докторот, освен јавноста, незадоволни се и директно оштетените. Сметам дека е многу парадоксално да се повикува на фактот дека е лекар, односно дека вршил општа корисна дејност во услови кога одговара за кривично дело кое злоупотреба против службената дложност. Дали граѓаните се единствени губитници? Па тоа значи ерозија на правната држава. Јанаки Митровски е адвокат на семејството на кое неврохирургот Александар Чапаровски му побарал подкуп од 1000 евра. Докторот требало да издаде потврда за 13 годишно неподвижно девојче да може да се лекува во странство. Родителите пријавиле во полиција и екс-директорот на неврохирургија беше фатен со обележаните пари. Пред судот тој призна вина и уште на истото рочиште ја слушна пресудата. Условна казна од 1 година затвор и забрана да биде директор во следните 2 години. Адвокатот на семејството кое го пријави подкупот е далеку од задоволен. Она што сметам и што е моje убедување зашто судот така не одлучил е прашање до судот е дека наместо забрана за бидење на раководна функција, дека многу посоодветно ќе беше и многу подобра порака до јавноста ќе пратеше да судот да му изречеше забрана за вршење на професија, еве да речеме во времето на проверка во рок од 2 години. Со што доктор Чапаровски, од кога ќе правосудно завршеше таа постапка, немаше да има можност во период од 2 години да се занимава со лекарска дејност. Другиот пример кој исто така беше бурно дочекан во јавноста е пресудата за новинарката Ивона Талевска, обвинета дека затаила 50.000 евра данок. И таа, како и Чапаровски, призна вина и нејзиниот судски процес заврши експресно, на истото рочиште со исто така условна казна. За делото затајување данок, кривичниот законник предвидува парична казна и затвор од 6 месеци до 5 години. Ако се работи за значителна сума, законот предвидува дека сторителот треба да се казни со затвор од најмалку 4 години плюс парично. Но, за разлика од јавните реакции, во кои условната осуда беше доживеана како амнестија и слободно толкување од судот, професорката по кривично право Беса Арифи вели изворот на можноста за вакви пресуди е и во законот. Кога државата во својот кривичен законник предвидува таква казна за даночно затајување, тоа значи дека недоволно сериозно го сфаќа проблемот на даночното затајување, бидејќи едноставно го реди во тие кривични дела кои што се полесни. А сега тоа значи од тоа произлегуваат други проблеми, бидејќи за кривични дела кои што се казнуваат со таа казна, вообичаено ефективната казна која што ќе се даде ќе биде негде во средина, значи 2 години затвор. До 2 години затвор се стимулира, значи, алтернативните мерки, меѓу кои најмногу се користи условната осуда, така што законските можности да се даде условна осуда за такво кривично дело се тукава. Значи, во тој дел јас би сакала да го лоцирам проблемот и во законските одредби, кои што може би треба да се размисли да се сменат, особено во општество каде што корупцијата е сериозен проблем и мислам дека казнената политика треба да се употреби и да се заостри со цел да се праќа порака во општеството дека таквите дела нема да бидат толерирани во иднина. Дел од забелешките во случајот со Талевска одат на адреса и на специјалното јавно обвинителство. Критиките се дека СЈО воопшто не се занимавало со начинот на кој Талевска ги стекнала парите, туку се задржало на даночното затајување. Адвокатот Александар Тортевски, на денот кога судот изрече условна казна во овој случај, на Твитер напиша: Во нормална држава за приход стекнат на криминален начин не те гонат за даночно затајување. Со такво обвинение ти ги легализираат криминално стекнатите пари. Уште условно на крај и на конј си.
Објаснувањето на СЈО е дека ова бил максимумот што можеле да го направат во овој случај, во законскиот рок од 18 месеци за покренување обвиненија. И во случајот со Чапаровски, судот не би имал можност да изрече условна казна, ако тоа не го дозволува самото обвинение. За делото примање подкуп, во кривичниот законник има 3 става, а казните достигнуваат и до 10 години затвор, но на лекарот му се судело според вториот став, зашто казната затвор се движи од 1 до 5 години. Со тоа, условната казна која ја изрекол судот во случајот е законска, но законска би била и затворска казна, смета професорката Беса Арифи. Пак треба добро да се размисли на тоа каква порака праќа судот кога условно го казнува некого кој што е затечен во примање подкуп. Доколку целта е примањето на подкуп да се покаже како сериозно кривично дело, какво што е предвидено во кривичниот законник, тоа не сме да се случи, значи не сме да има такво интерпретирање на законот, со што се овозможува условно казнување на лица кои што извршиле сериозно кривично дело, бидејќи на тој начин пораката која што се праќа е дека таквите дела се толерираат, па дури и се стимулираат, бидејќи вреди во тој аспект да се земе подкуп, доколку може да се спасите само со условна осуда. Праксата судот да ги употребува сите улеснителни околности во вакви случаи е нова, вели поранешниот председател на Врховниот суд Дане Илиев. Само по себе праксата, колку ми е позната, секогаш ги третирала како општествено опасни, со голем степен на одговорност и казните биле секогаш адекватно спрема степенот на одговорноста и виновноста на сторителите. Целта на казнувањето што е предвидена во кривичниот законник има неколку важни сегменти, а тоа пред се првото е остварување на правдата, второто е спречување на вршење кривични дела и така натаму и восмитно влијание врз другите да не чинат кривични дела. Тоа е нитката која треба да го води судот при утврдувањето и изрекувањето на казната. Мислам дека не е остварена целта на казнувањето и не е постигнато она што треба да се постигне, тоа е да се спази, да се влие врз специјалната превенција врз сторителите на кривични дела и врз генералната превенција на околината и другите да не вршат кривични дела. Наспроти бурните реакции во јавноста за како што се оценува благите казни за даночно затајување и примање подкуп, македонското судство памети и обратни критики. За драконски казни изречени за украдени кебапи, парични казни за незаконско продавање на марули и коприви на пазар и така натаму. Познавачите се децидни дека сите граѓани пред судот треба да се еднакви, за да не се создава чувство за селективна правда, за што македонското судство трпи критики долго време. Верувам дека ќе се согласите дека во многу од овие случаи кои се јавно експонирани на која лудирате претпоставувам, се оди на признание на вина единствено со цел, тоа е мое убедување, не знам дали каде од јавноста е такво исто убедување, единствено со цел за да се ползуваат бенефициите кои ги предвидел законот во тој случај, во услови на признание на вина, односно тоа да се цени како една олеснителна околност, дополнително и да се оди кон ублажување на казна. Тоа кажува дека судот не ја остварува својата функција за која е основан и за која постои. А тоа е да спроведе правда, да граѓаните ги спази правата и слободите на граѓаните, да воведе еднаквост пред законот и така натаму. Сите овие случаи што ги третирате водат кон неостварување на таа улога. А суд кој не остварува таква улога придонесува кон еден друг закон, владење на неправо, така натаму, не постигнување на правдата и така. Тоа е тоа. Мислам дека интерпретацијата на законите е многу важна. Тоа го прави судот и како да кажам, значи судот сам ќе цени кога е тоа важно, значи човекот да биде казнет со условна осуда, а кога е важно да оди во затвор. Знаете, и со тоа пренесува порака во јавноста дека одредени кривични дела се толерираат или не се толерираат, или пак за одредени лица се толерираат, за одредени не. И во предметот за подкуп на редовното обвинителство и во случајот за затајување данок на СЈО, обвинителите чекаат официјално да ги добијат првостепените пресуди за да решат дали ќе поднесат жалби за пресудите.